Малце повеќе околу естетскиот концепт на представа. Естетската филозофија на некој начин зад представата е инспирирана од францускиот надреалист Рене Магрит, односно од неговата идеја ова не е луле. Он има една така позната славна реченица под сликата, вика ова не е луле, си пишува на самата слика ова не е луле, ова е фотографија, ова е слика од луле, бидејќи ако е ова луле, ќе би можел да го наполнам со тутун и да го запалам, да го пушам. Така што бркајќи го хиперреализмот, некако моравме да навлеземе во наредниот чекор на хиперреализмот, односно надреализмот во однос на концептуалната некаква смисла. Тоа значи дека ние работиме представа, ова не е стан, значи на сцена има цел хиперреализам, стан со сите ствари што може да работат во стан. Меѓутоа тоа не е стан, тоа е представа во стан. Баш поради тоа сметам дека естетскиот дел е голем дел, бидејќи не секогаш представите естетиката на некој начин ја диктира филозофијата. Естетиката може да биде и функционална, може да се брка и епоха, може. Овде се обидовме да ги инкорпорираме сите тие околности, бидејќи бркаме ние и епоха. Действието се случува во доцни 90-ти, каде што мобилните биле реткост, не ни постоеле, бидејќи ако има мобилни в действието малце не би се случило, бидејќи си има промашувања по телефони. Така што се обидовме естетски да го инкорпорираме и епохата, времето кое што во кое што се случува действието, меѓутоа и да вметнеме една тежина, филозофија, една сериозна причина и последица зашто сценографијата и концептот, самата поставеност е таква каква што е.